Синоќа во Оберово започна 3-дневната работилница насловена "Сите заедно за здравјето на сите". Работилница организирана од Министерството за здравство, а поддржана од Светската здравствена организација, чија цел е разбивање на новата национална стратегија Здравјето до 2020 година. Идејата е да што повеќе луѓе се вклучат во разработката на нова стратегија, која што е во согласност со Европската стратешка рамка Здравјето до 2020 година и исто така е во согласност со Агендата 2030 на Обединетите нации. Имплементирачки столбови или акцијски планови преку кои ќе се примени оваа стратегија се акцијскиот план за јавно здравје, акцијскиот план за животна средина и здравје, акцијски план за незаразни болести, акцијски план за заразни болести и кризни состојби. Преку сите овие и други акцијски планови, како и преку обврската која што на Македонија и се наметнува согласно пристапувањето на Агендата 2030 на Обединетите нации, Република Македонија ги организира напорите за унапредување на здравјето на секого до 2020 година. Светската здравствена организација особено ги поддржува активностите поврзани со здравјето, се разбира. На овој начин, преку сите овие работилници, вклучуваме во еден демократски процес многу луѓе кои што ги дават своите креативни идеи. На крајот на денот се очекува овие сите документи кои се веќе во постапка за усвојување пред влада да бидат не само усвоени, туку да бидат исто така и применети. За локалните власти во Оберово ова е одлична можност и по малите општини на дело да ги видат активностите кои имаат за цел напредување на здравјето на секој еден човек. Сепак здравјето е нешто што е најскапо, највредно за секој еден граѓанин, не само од нашата општина, цела Република Македонија и па за сите во светот. Затоа ние секогаш како локална самоуправа, јас секогаш како градоначалник ќе учествувам, ќе давам логистичка поддршка, ќе партиципираме во успешното одржување на таквите семинари за да се доближи значењето на здравството кон секој еден човек. Резултатите и заклучоците од одржаните неколку вакви работилници во рамки на првата здравствена стратегија на државата по осамостојувањето веќе се објавени на посебната веб страна за таа намена, а очекувањата се оваа стратегија наскоро да биде целосно усвоена.